Во неделата се емитуваше едно фантастична епизода од документарниот магазин Приказна на македонската телевизија, која што е посветена на шахот. Се запознавме со господинот Орце Данчевски и она што ми падна веднаш на ум неговата реченица кога кажав дека не знам да играм шах, кажа само ќе ти ја подарам оваа книга, ајде да играме шах. Откако убаво ќе ја прочиташ, анализираш, ги извежбаш вежбите во неа, ти гарантирам дека ќе научиш да играш шах на 36 години. Токму за оваа книга ние ќе му обетиме во продолжение за шаховски приказни и истражувачки стратегии за новите шахисти. Орце, добро утро и добре ни дојде во јавниот сервис, ева каде е потребна книга. Добро утро, добре ни дојде. На самиот почеток може да кажеме дека и за оној кој што сака без разлика колку години да има да научи да игра шахот и како што вели нашиот гостин никогаш не доцна, може да се јави на телефонскиот број кој што ќе го видите, телефонскиот број на македонска телевизија и ја добива оваа книга. Имаме една книга да се научи да игра шах. Која што доделуваме и се надевам, еве го телефонскиот број, дека навистина никој кој што сака да игра шах. Многу интересна книгата. И за големи и за мали. Пред колку време, Орце беше промовирал книгата и со која цел? Пред се да ви се заблагодарам за прекрасната најава. Сум учествувал на голем број на емисии, но ваква најава до сега не сум доживел. Па добро, само искрено представи како се запознавме. Секако. Ги поздравувам сите гледачи на македонската радиотелевизија и им посакувам што поголем број од нив да се вклучат во кампањата, односно во проектот сега што го форсираме во Шаховската федерација на Македонија, а тоа е шах во училиштата. Потребна ни е потрешка пред се од родителите да дознаат дека постои шах во училиштата, да дознаат дека нивните деца имаат можност да го изберат шахот како изборен предмет за дечињата од прво до пето одделение. Тоа е мојата прва порака што сакам да ја пратам до сите гледачи на нашата телевизија. А втората работа е да ја представиме книгата Ајде да играме шах, која што е намената пред се за деца од 4 до 10 годишна возраст, но, како што ви рековте, никогаш не е касно да се почне со оваа игра. Заедно со родителите ги повикувам да си ја земат оваа книга и да ги научат своите дечиња да играат играта шах, а учејќи ги нив ќе научат и самите. Имате тука поддршка од еден родител, знаете, сме зборувале на темата шах, но зошто, еве да објасним убаво, зошто толкова потреба на воведување на шахот во училиштата? Преголемата дигитализација, преголемата употреба на смарт телефони, на интернет, на компјутери, кај нашите деца доведува до пат на концентрацијата. Доведува до неможноста на фокусирање на одредена тема подолг временски период. Шахот е алатка кој што успева да го реши тој проблем. Веќе десетина години шахот е предмет, редовен предмет во моето училиште Јахја Кемал, каде што од прво до шесто одделение секое дете еднаш неделно има час по шах. И колку време трае тој час? Нормален час. Еден час? 40 минути. Како секој сите часови. Значи во својата програма имаат можност да и го изучуваат играта шах. Придобивките што ги истекнавме во тоа училиште, кај сите деца, зборувам сега не само кај талентираните шахисти, него деца што се занимаваат со шах, него сите деца се огромни. Сега премалку имаме време да зборуваме. Да се вратиме на книгата, тоа всушност и ни е темата денеска, ова е посебна тема, ќе се вратиме на тоа. Велите која добие книгата во раце, кој добро ја прочита и изанализира, извежба, ќе научи да игра шах, без разлика колку години и да има. Стоите позади тоа? Секако. Книгата Ајде да играме шах е моје авторско дело, кој што веќе 15 години се занимавам како активен шаховски тренер и работа со шахисти од 8 до 18 години и внатре е вткаено целото мое познавање од областа на шахот, но и од областа на методика, од моите познавања како наставник по шах во моето училиште. Значи, кога ќе завршите книгата Ајде да играме шах, се зборам за секој дете, зборам за секој човек, кој што ќе ги научите сите работи што внатре ги има, вие сте веќе оспособени да учествувате на шаховски надпревар. И велите, после овие задачи, магијата на шахот ќе ве обземе, ќе бидете подготвени и со сигурност ќе дадете мат. Така е. Зарем, и тоа во еден потек, велите. Мислам, навистина, она што, еве, Ване го покажува сега. Јас некој од колегите да помогне да ја фатиме малку книгата, да додека разговараме. Само дел илустрација
на начинот на кој што се представени правилата на игра. Така е. Оти има правила на игри, мора да се почитуваат. Така? Правилата во шахот Што е најважното во шахот? Вака сега, правилата во шахот се доста комплексни. Значи, за да се дојде до фаза на играње шах, потребно детето да научи огромен број на правила. Од движење на секоја фигура, од рокада, од анпасан, од пат и на крај да се победи во шахот, потребно за да е шах-мат позиција. Книгата на убав илустративен начин ги објаснува сите овие работи. Објаснува како се движи секоја фигурче, објаснува како карактеристиките на секоја фигурчиња и нормално шаховските правила, кога се прави рокада, што е правилото анпасан, што е тоа пат позиција, што е мат позиција. Така да, но сепак ова книга има нешто оригинално, нешто што за прв пат го имаме во образовниот процес кај децата, а тоа се така наречените мини игри. Мини игрите се дел од чаховската фигурчиња кои што играме со помал број. Например, имаме кралица против конј. Самите мини игри се проткаени со светските детски приказни, каде коавторот на оваа книга, Наташа Данчевска, уредник и управител во издавачката куќа Икона, кој што е издавач на оваа книга, така убаво ги спои детските приказни со случувањата на шаховската табла. Например, ќе земаме една мини игра, тоа е убавицата и ѕверот. Значи, дама против конј. Дамата е убавицата, коњот е ձверот. Сега во одреден број потези, убавицата треба да го зароби ձверот, односно да го освои коњот. Така кај дечињата по пат на асоциација се ствара една имагинација, една привлечност кон самата шаховска игра и поврзување со нивниот детски свет на приказните. Има многу интересни шеги, кои што веројатно и уште повеќе ќе ги заинтересираат децата и возрастните било кои што ќе читав или по поле или одам или друм. Можам секому да бидам кум. Мал сум, не ме гледај. Ако стасам на друг крај, од мене бегај. Тоа е песничката за пијунот, за пешакот, кој што е најмала фигурче, но кога ќе стасе на последниот ред се претвора во кралица. Да, или кај кралот, јас сум центар, јас сум главен, ќе бидам пак славен. Интересни се тие, особено за децата. Може само да кажеме дека добитник на книгата е господја Добринка Андреевска. Можете да ја подигнете од македонската телевизија, ќе ја оставиме. Кога ќе влезете во македонска телевизија, има од десната страна, имате обезбедување, ќе ја оставиме кај обезбедувањето и можете оттаму да ја подигнете. Господја Добринка Андреевска. Благодариме, може да продолжиме. Колку време ја работевте? Книгата се правеше 2 години. Бидејќи бараше голем ангажман на поголема група на луѓе, сега би сакал да ги представам луѓето кои што учествува во изработка на ова квалитетна шаховска книга. Тоа се пред се јас и Наташа како автор и коавтор, шаховскиот дел, што треба секој дете да научи, е мое дело, песничките што ги прочитавте, како тоа да се вклопи со шаховската приказна дело на Наташа Данчевска, додека илустратори на ова самите илустрации, ако може да ги покажете, се прекрасни, се дело на... Да, дел покажавме веќе. Тие се дело на... покажавме, може со колегите... Дело на Викторија Игор Егорови, кои што се професори на универзитет, на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кои што имаат... Каде колеги? Тоа се врвни уметници од Русија, но моментално се живеат и творат овде во нашата земја. Стратешка игра стара над 1500 години, така и сакам да го завршиме разговорот денеска. Колку е популарна кај нас како игра? Колку е шахот популарен? Секој ден се популарна и популарна. Благодарение на новинарите, благодарение на вас, на прекрасната емисија што вчера прв пат се емитуваше во нашиот етер, благодарение на активностите на Шаховската федерација за воведување на шахот во образованието, добиваме се поголема популарност и кај нас во нашата земја. Се поголем број на ученици го избираат шахот како изборен предмет, веќе над 50 училишта сме влезени како предмет. Училиштата кои што ќе го наставниците, моите колеги кои што ќе го изберат овој предмет, Шаховската федерација ги посетува, ги снабдува училиштата со шаховски гарнитури
кои што се благодарение на спонзорите на Шаховската федерација. Тука сме интерместорите, велеместорите од федерацијата, излегуваме во пресвет, одиме во училиштата, им помагаме на наставниците во почнување на овој прекрасен проект. Така да, уште еден податок, само ќе ви кажам за популарноста на оваа игра, се одзивот на младите таленти, шаховски таленти што излегуваат од овој проект. Сега заврши македонските шаховски лиги од 8 до 18 години, 214 ученици распоредени во шаховските клубови од цела Македонија учествува на тие лиги. Браво. Се одржа во училишто Јахја Кемал во едни прекрасни услови, прекрасна атмосфера на голем број на дечиња и бројот се повеќе се зголемува. Ви благодарам многу за разговор. Благодариме за гостувањето.